Добро утро, почитувани гледачи. Во редовниот термин почнува ново издание на емисијата Фактор здравје. Утрово зборуваме за физикалната терапија, нејзината улога, важноста и примената после скршеници на колки и повреди на арбетот. Како се одвива рехабилитацијата и што реално да се очекува, особено кај повозрастните. Скршеницата на колка не значи крај на движењето, со навремена операција, правилна физикална терапија и поддршка од семејството и во подоцнежните години повторно може да се оди сигурно и без страв. На оваа тема утрово разговараме со Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт, специјализант по здравствен фитнес од Физиотерапевт здравје Гостивар. Добро утро, Илија, и добре ни дојде во Фактор здравје, прво гостување во оваа нова 2026 година. Добро утро, Билјана, до вас, добро утро до гледачите на ТВ24. Благодарам за поканата, токму така, да ја почнеме годината позитивно, убаво и секако да им сервисираме на вашите гледачи сервисни информации од здравството и да бидат се обаш во текст се она што е најново во физикална терапија преку овие емисии, преку нашите гостувања. Така, практични совети конкретно и за темата која што ја обработуваме за скршениците, веројатно најчесто зборуваме во зимскиот период, иако снегот го немаме, ама минусните температури прават барем во утринските часови во текот на денот да има одредени места кои што се замрзнати, па треба внимателно да се движат и да внимаваат повозрастните, но и во домашните услови треба да знаат како да се движат за да не дојде до вакво нешто. Доколку дојде, што е важно во поглед на физикалната терапија. Колку се чести ваквите состојби, скршениците кај повозрастната популација од најразлични причини и не само колку, туку и на други делови на телото. Видете, не мора да значи дека надвор треба да имаме снег или мраз, да се лизнеме и да направиме некоја посериозна фрактура, односно скршеница. Може тоа да го направиме и преку мало невнимание или преку сопнување да дојде до ваков вид на степен, односно на скршеница. Најчесто точно така ја зафаќа повозрастната популација овој проблем на скршеници, но може да се случи и кај помладата популација. Пак ја потенцирам, ќе кажам, мало невнимание може да доведе до доста сериозна повреда, односно скршеница. Сега во зависност од тоа, скршеницата може да биде индивидуална, може да биде мала скршеница, која што може да зазреви без оперативен зафат, но може да биде и скршеница која што може да подлежи под хируршка интервенција. Така, кога и да се појави такво нешто, ќе се направи снимка и треба да се биде внимателен, бидејќи не знаеме кога следно повторно дополнителен проблем би направило. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот да ја обработиме комплетно оваа тема која што ја најавивме. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај, следите не и повелете, јавите се и поставете прашање. Со Илија Жежов, дипломиран физиотерапевт, специјализант по здравствен фитнес од Физиотерапевт здравје Гостивар, зборуваме за физикална терапија после скршеници на колки и повреди на арбетот. И некако ќе почнеме со скршениците на колкот. Причините во кратки црти, дали остеопорозата и ослабната мускулатура го зголемуваат ризикот од скршеници на колка и повозрастната популација? Така, освен невниманието кое што може да ни се случи при пат и при скршеница, дополнителен проблем може да ни појави при скршеница и остеопорозата. Затоа велам, освен превентивните вежбања кои што ги прават луѓето, добро е да консумираат редовно колаген. Магнезиумот исто така е доста добар за зајакнување на мускулите на коските. Потоа исто така цинкот е исто добар, куркумата исто е така доста добра. Меѓутоа, пак ќе кажам, покри сите овие консумации на овие суплементи, многу е важно вежбањето, бидејќи со вежбањето најдобро се зајакнува и се затврстува мускулатурата, која што ни дава некои сигнали да припазуваме во однос на паѓањето. Но ако дојде до скршеница, што кажавме, скршеницата може да биде индивидуална, може да биде послаба скршеница која што ќе ни бара само физикален третман, но може да биде и скршеница која што ќе ни бара хируршки третман. И во двата случаеви физикална терапија е неизбежна. Зборуваме за рана физикална терапија, и за крајна фаза на физикална терапија. Превентивно индивидуалните вежби со физиотерапевт се доста добри за зајакнување на коската. Исто така масажите кои што ќе бидат имплементирани од страна на физиотерапевтот и секако тука одењето, односно раздвижувањето постепено во видот на скршеницата.
Дали и од секојдневната пракса кај жените се почести скршениците на колк, барем во подоцнежните години, на постара возраст, токму заради остеопорозата, бидејќи повеќе страдаат од овој проблем? Да, почесто се јавуваат скршениците кај жените. Пак ќе кажам, не мора да значи тоа дека е од некое невнимание, мада и најчесто е од невнимание, но еве остеопорозата се може да биде причина нели за да се случи таква скршеница на колкот. Да. Кога веќе ќе се направи оперативниот зафат, операцијата, како почнува рехабилитацијата? Брзо после оперативниот зафат, уште во болница, така важноста на физиотерапевтот и од каде се почнува, кои се првите чекори? Така, значи во раната фаза на физикална терапија, кога се заврши интервенцијата, значи односно хируршката интервенција, раната фаза на физикална терапија мора да започне уште за време на клиника, каде што пациентот мора да биде мобилизиран, пополека да биде седнат, значи да почнат да му се кажуваат одредени вежби кои што пациентот мора да почне да ги прави. Потоа тука значи мора да се направат исто кинезитерапија, минимални вежби кои што не може да бидат со голем опсек нели на оптеретување, бидејќи сепак нели во постепената физикална терапија ќе се изведуваат појаките вежби, но секако раната физикална терапија мора да направи едно раздвижување кај пациентот, нели, бидејќи да не дојде нели до атрофија на мускулатурата, значи до залежаност, па да опадне уште толку мускулот каде што била скршеницата. Мирувањето некогаш може да направи поголема штета отколку придобивка или позитивен ефект? Апсолутно, затоа велиме ние им даваме на пациентите насоки дека мора да почнат нели да ги почитуваат протоколите кои што ќе му ги даде физиотерапевтот, значи почесто седнување, значи станување, да може малку да барем да застанете на нозе, барем со штаки за да може да се раздвижи нели самиот ток на циркулација, да дадете едно мало оптеретување на самата значи нога нели каде што била скршеницата и секако сите оние фази на физикална терапија кои што ќе бидат нели во планот и програмата да бидат спроведени успешно за да нели немаме трајни последици по однос нели на фрактурата. Го слушаме терминот вертикализирање на пациентот, така? Тоа опфаќа сето она што досега Тоа опфаќа, значи дека пациентот мора да го станиме од кревет каде што е залегнат, нели, да почнеме да работиме значи индивидуално со него и да почнеме да му ги покажуваме оние вежби кои што треба да почнеме да ги имплементираме и секако она физикална рана која што ние сметаме физиотерапевтите како рана физикална, тоа се масажите, значи благите вежби кои што можат да го раздвижат пациентот во еден вид на раздвижување. Да. Стравот е секако присутен. Вграден е вештачки колк, така, протеза кај повозрасната популација и се плашат многу како сега ќе застанат, да не направат нешто, да не направат нова повреда. Присутен ли е и од секојдневието од она што го гледате кај пациентите? Кога веќе ќе излезат од болница, враќањето дома, треба нешто повторно дополнително да се презема. Не останува се тука, ја завршивме операцијата и Видете, психичкиот стрес кај пациентот секако дека е присутен, тука станува збор за хируршка интервенција, сепак е отворено, работено е, ставано е нешто вештачки без разлика на тоа дали е ставано плочка, дали се ставани штрафови, дали е ставано значи вештачки колк, сепак тоа многу зависи од самиот пациент, значи како после тоа нели ќе почне да го прифати се тоа, но физиотерапевтот секако нели со подготовка нели со семејството мора да го подготват пациентот дека треба да започне еден вид на рехабилитација. Рехабилитацијата кој што ќе течи мора пациентот да ја почитува од почетокот до крајот и да се спроведе целосно таа физикална терапија. Морам да напоменам дека одредени вежби во физикална терапија представуваат и болка. Значи не е се така благо. Значи вие ќе му дадете на пациентот рана физикална терапија, меѓутоа кога ќе дојдеме до средниот дел на оној вид втор степен на физикална терапија, тука почнуваат малку појаки вежби кои што ќе бидат имплементирани од страна на физиотерапевтот за подобро раздвижување нели на самиот зглоб. Тука веќе пациентот почнува да чувствува болка, па почнува и да се плаши, што е многу нормално. Затоа велам, физиотерапевтот мора прво да го подготви пациентот, да започне рехабилитација да течи, па потоа нели во текот на рехабилитацијата пациентот се опушта, почнува веќе да му верува на физиотерапевтот, рехабилитацијата течи во 99% во случаите завршуваат успешно. Кога е взаемна довербата и поттикот и охрабрувањето, веројатно мора да се охрабрува пациентот. Не можете така да влезете нели и сега почнувате, ајде почнувај ова да го правиш или си подготвен ова и ова дека ти можеш да го направиш, не. Морате да пристапите нели индивидуално, полека, значи да го подготвите пациентот, бидејќи сепак тој доаѓа од хируршка интервенција и бара од вас нели внимание и трпение да работите индивидуално полека со него, заради тоа што сепак стравот не може преку ноќ туку така да излезе, а веќе претходно нели
е влезен кај пациентот, се плаши заради тоа што започната интервенција, хируршка интервенција ќе започне, па како ќе се одвива нели понатамошно рехабилитацијата, што ќе биде имплементирано, како ќе биде имплементирано. Се тоа ние преку индивидуален план и програма им го кажуваме и ги подготвуваме секако нели во текот на рехабилитирање. Да. И колку време ќе трае сето тоа повторно индивидуално од самиот пациент, од самата скршеница, некогаш е колкот, некогаш е бутната коска, така има ли разлика тука и во пристапот на физикална терапија или пак едноставно за да стане и да почне да се движи пациентот е некоја основа иста за секого? Видете, пак ќе кажам индивидуално е, во зависност од тоа каква била скршеницата. Значи физикална терапија најмногу треба да тече од 10 до 15 дена, но најмногу до 21 ден. Без 21 ден рехабилитација, ни една успешна рехабилитација не може да биде спроведена. Заради тоа што рехабилитација трае во време траење од прилика од 30 до 40 на минути, така што рехабилитирањето мора да трае значи од 15 до 21 ден. 2 до 3 пати во тековната недела, но не секојдневно оптеретување нели на пациентот. Она што сме го работеле денес, утре даваме простор нели телото да го прифати, да свати што се случувало, што се работело, па после тоа потоа повторно продолжуваме нели наредниот ден со имплементација на одредена терапија која што е зацртана според планот и програмата. Да. Важни ли се советите и препораките? Како да се стане, како да се седне, прекрстени нозе седење, дали на пониско столче, има ли важност и значење сето тоа тука, кои се препораките во тој поглед? Така, апсолутно дека се важни. Физиотерапевтот секогаш пред да започне со пациентот да работи, секако програмата му ја презентира на пациентот што ќе биде имплементирано и кои се нели оние совети и препораки кои што треба да ги почитува, се со цел да не дојде нели до некои контраиндикативности кон самата операција. Така. Колку пати неделно? 3 пати неделно доволно е да се работи со физиотерапевт? Јас имплементирам 3 пати неделно. Физикална терапија трае 21 ден, меѓутоа јас имплементирам понеделник, среда и петок физикална терапија, а останати денови давам простор нели телото да биде одморено од она што ќе го имплементираме во тие денови. Да. Што потоа сами пациентите треба понатаму во животот? Ќе заврши физикалната терапија, не застанува тука се. Така, еден од основните начини на кои што пациентите треба да го прават, и сите ние, без разлика дали сме имале фрактура или не сме имале фрактура, треба да почнеме да го почитуваме своето време. Кое е своето време? Своето е време кога во текот на денот ќе најдете 1 час да направите вежби за себе. Дали тие вежби ќе бидат изведувани дома преку скрипта дадена од физиотерапевт, дали тие вежби ќе бидат пронајдени преку YouTube каналот или пак ќе бидат во теретана изведувани, тоа треба да ни стане еден принцип на навика. Навиките треба да си ги стекнеме сами, дека без вежбање нема добар живот. Со самото вежбање ние освен што го подобруваме менталното здравје, ние подобруваме и психичката благосостојба, значи и сопственото здравје. Му даваме еден вид на телото, еден начин на телото, значи опуштање, релаксација, што е најважно оној стрес што секојдневно го примаме од работните обврски, од луѓето кои се околу нас, тој целиот стрес преку самото вежбање ние едноставно го изфрлуваме. Вие после 60 на минути тренинг или вежбање или пешачење или што и да е да изведувате, вие се чувствувате одлично релаксирани и апсолутно вашиот стрес е во вашето тело смирен. Така. Да го слушнеме и гледачот кој веќе е на линија и очекува да го постави своето прашање. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Ајде ќе се обидам уште еднаш да се чуеме, повелете. Добро утро. Добро утро. Едно прашање. Имам пукнет третиот пршле на работот. Така. Дали треба некоја терапија да правам? Добро. Доволно ли ова? Треба уште нешто да попрашаме? Доволно е, ви благодариме. Во зависност од тоа кога е случајна повредата, кај пациентот пред се треба да се направи магнет или рентген диагностика за да се утврди состојбата каде точно се случила оваа повреда. Најчесто треба 2 до 3 недели пациентот значи да не прави никаков вид на физикална терапија од причини што се уште е рана повредата, а потоа подоцна ќе може значи нели со одредени вежби кои што физиотерапевтот ќе му ги одреди и одредени масажи ќе може да ја започне процедурата на физикална терапија. Најчесто ќе пукнати прштени, физикална терапија трае исто до 21 ден, во зависност од тоа каква е повредата. Има ли значење и возраста на луѓето кога се случило ваквото нешто, така па и таква терапија прилагодена да биде кон нив? Индивидуално е како се случило и каде е по утврдување нели на магнетот или на рентгенот, каде е состојбата со проблемот, се прави индивидуална програма. Така.
Кога сме кај искршениците на колк, операцијата може да се направи без оглед на возраста на пациентот, секако доколку условите нели останатата здравствена состојба тоа го дозволува. Најмногу се плашиме од операцијата, потоа се плашиме дали ќе можеме да одиме. Ова го велам нели од она што сме го слушале и сме го гледале од искуството кај повозрастните, но скршеница на колк не значи крај на движењето. Апсолутно. Видете сега, пак ќе кажам, пак ќе се навратам на назад. Значи, секоја операција што ќе вие кажат дека ќе треба да се случи на вашето тело, вие сте едноставно загрижени и сте оптеретени. Што потоа? Значи, затоа физиотерапевтот е тука за да ве подготви, да ве врати во една нормализирана кондиција. Значи, по 21 ден рехабилитација, јас на моите пациенти кога ги рехабилитирам, им велам дека рехабилитацијата е успешно завршена и рачунајте дека исто да не се случила хируршка интервенција. Заради тоа што таа имплементирана физикална терапија, пациентот се враќа 100% во нормализација и може да ги извршува секојдневно сите обврски во секојдневието и повторно да се врати на некои спортски терени каде што претходно можел да спортува. Така. Само ќе треба кај постарите да бидат малку повнимателни, така? Апсолутно, за да не за дојде повозрастните до сега зборуваме нов нормално, пат или нова после секоја скршеница. значи хируршка интервенција ќе мора прво да почнат да работат нели на намалување на телесна тежина. Телесна тежина е многу битен фактор. Исто така значи да ги почитуваат протоколите што физиотерапевтот ќе му ги даде после оперативниот зафат, што можат да прават, што смеат, што не смеат да прават, значи да се избегава кревање тежински терети, да се избегават одредени вертикализации со ногата во одреден период од 3 до 6 месеци и секако нели да се внимава на оние протоколи кои што се дадени од страна на лекарот, на специјалистот кој што е извршил хируршката интервенција. Так, дали се препорачува бања? Кога да се оди? Бањско После лекување. колку време од направената операција и веќе поминатата физикална терапија? Така, после 3 недели од интервенцијата, односно од хируршката интервенција, бањите се подготвени да ги пречекаат пациентите кои што имале скршеници и може да започне рехабилитацијата. Исто и Бањско-рекреативниот центар во нашата држава ја прави исто физикална терапија во време трајање од 21 ден. Исто тамо се имплементираат индивидуални вежби, значи масажи, одредени физикални процедури кои што се со електротерапија и сите овие нели методи помагаат пациентот да го вратиме во една нормализација. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Поздрав до емисијата. Јас се јавам од Скопје. Имам тотална протеза ставена пред 17 години. До сега добро ме служеше, меѓутоа сега веќе значи чувствувам болки во мускулатурата на бутот. И не знам, значи направи снимка колку е добар, значи се стои нормално, меѓутоа мускулатурата значи многу ме боли бутот целосно напред и во препонот. Што треба да се превземе нешто за таква работа? Дали атрофија на мускулите или што е, не знам сега. Добро. Ви благодариме. Така, треба пред се да се погледне снимката која што има направено гледачката, врз основа на увидот на медицинска документација и на рентгенот или магнет, не знам точно што има направено, ќе се утврди фактичката состојба и ќе се дадат насоки за физикална терапија. Може би отприлика некаде десетина дена ќе бидат клучни со медицинско-терапевска масажа да се помогне да се зајакни квадрицепсот каде што има пациентката болка, па да се нормализира нели и одењето. Но сепак треба нешто да се преземе, така да не се остава болката без да се увиди обстојува. фактичката состојба не може да се превземе ништо, со оглед на тоа да видиме нели каква е повредата. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. По рекламите веќе имаме уште едно јавување, да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Јас го скрших колку во купатилото паднав слизна, го скрших колку и бев на неурохирургија и ортопедија. Ми препорачаја блотвакс, мас и апција. Друго ништо, инекции примам. Што треба да направам, кои лекарства, а тешко се движам.
Така, во ред, ви благодариме за јавувањето. Овде веројатно станува збор само не скршеница, туку некоја друга повреда на колкот. Некако што го разбравме, гледачот кажа дека има скршеница, ова е некој благ вид на скршеница, кај кој што му се дадени препораки пациентот да мирува. Се колку нели тука мирувањето кој имаме земено во предвид, тоа е знак прашалник, се надевам дека пациентот мирувал. Потоа физикална терапија и така ќе треба да се прави кај пациентот, заради тоа што ќе остави трајни последици, како што е веќе сигнализира гледачот дека веќе има последици. Блокмакс мас не се става на скршеница, тоа е мас која што се става ако имате само акутна болка, тука се дава медикаментозна терапија која што ќе даде процес нели на смирување на болката, бидејќи после скршеница болката е доста голема и интензивна. Не знам, се одвива случајот, не би можел да го коментирам конкретно во моментов, освен тоа што ако гледачот има рентген снимка или магнетна резонанса, да викне одреден физиотерапевт, да ја види фактичката состојба, па да се договорат понатака што ќе следи нели во што би можело да се преземе. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Би сакала да прашам, мојот проблем е следниот. Пред 2 години нападнат и ја повреди десната рака и ми беше скршеници имат и ми беше извршена операција. После тоа одев на терапии, одев и на бањи, значи 2 години, меѓутоа се во функција ми е раката, меѓутоа не можам да ги свитам прсите зглобовите, значи во тупаница. Тоа ми е проблем и покрај тоа што максимално правев се што треба. Ми препорачува физиотерапевти. Така. Ве молам да добиете совет. Еве веднаш ке слушнете, ви благодариме за јавувањето. Така, ако пак ќе мора да се направи една консултација со гледачката, да се види медицинска документација, што е работено, што е пропуштено и секако по посебен протокол на план и програма, преку изведување на одреден вид на физикална терапија, ќе може да му се помогне на гледачката да дадеме помош. Така. Уште само кратко ќе се задржиме на скршениците на колкот, односно веќе понаправената операција и кога е важна физикалната терапија вежби, односно физикална терапија за одржување на рамнотежата и стабилноста. Тоа ќе помогне потоа во подобро движење, постабилно и побезбедно. Ова е Кои би биле работа, тие и требали да се применат? Така, ова е основна работа која што после секоја скршеница и пред секоја скршеница, значи пациентите мора да ја прават оваа терапија во домашни услови. Вежбите за рамнотежа се толку едноставни, може да ги најдете на YouTube каналот, може да контактирате физиотерапевт и да ви ги даде како скрипто и може да си ги изведувате дома. Понекогаш јас велам, Билјана, дури и ние е добро да ги правиме вежбите за рамнотежа, заради тоа што со одржувањето на вежбите на рамнотежа го одржуваме и целиот баланс на нашето тело. Но сите овие проблеми кои што сега гледачите ги јавија во емисијата, ова се работи кои што треба да бидат успешно спроведени од страна на нивните физиотерапевти кои што ја започнале да ја спроведуваат физикалната терапија. Колку што гледам, многу пациенти се јавија и кажаа дека тие се уште имаат последици после скршеницата. По 21 ден успешна рехабилитација на физикална терапија, пациентите повеќе не треба да имаат проблем. Него тоа треба да биде успешно завршен случај. И пациентите веќе потоа нормално, ама внимателно да си се движат и да си се вратат да на секој функционираат и да немаат повеќе тегоби нели и болки во однос на овие состојби, но зашто се уште ги имаат. Тоа секако дополнително преку овие сите, како што кажав, дијагностики да се видат и да се помогне кај сите овие гледачи. Да. Забранети ли се некои движења брзо по направената операција и примената на физикалната терапија? Така, во одредени случаи по фрактура по скршеница на одредени пациенти им забрануваме да креваат тежински терети одредени од ативотеретана вежбат, но кај оние повозрастните, значи се ако нагли покрети, значи брзи движења се како може да бидат пак нели причина да не дај Боже се случи некоја повторна повреда. Така, прилагодување на просторот во домот, така да бидат тргнати настрана сите оние работи кои што може пречка да ги извршуваме сите оние обврски и нели секако да не дојде пак никој нели до несакан ефект на скршеница. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро.
Добро утро. Ве слушаме, повелете. Сакам да го прашам докторот, во 7 месец, 8 датум, скршив нога измеѓу колкот и коленото, таа вертикалната коска. Имам 3 пукнатини, стаја едно колец. И се уште не можам да одам како треба. Барам совет. Аха, 6 месец рековте минатата година, предпоставувам, така? Пред нецела година се случило ова? Да, Да. по 7 месец за една година. Така, добро, ви благодариме. Така, многу е битно после секоја операција, што кажав, да имаме рана фаза на физикална терапија и завршна фаза на физикална терапија. 21 ден се клучни денови кога пациентот мора во тие денови нели да се врати во една нормализација. Во зависност од тоа дали пациентот после операцијата му се дадени упатства за физикална терапија, не знам, бидејќи не го знам нели конкретно гледачот, ниту пак неговиот извештај, но во извештајот доколку пишува упатства за физикална терапија, се уште може пациентот нели да се обрати до физиотерапевт и да ја започне постапката со физикална терапија. Физикална терапија е едно клучно решение кое што помага нели пациентот да се врати во нормализација, што кажав, и да може да ги извршува секојдневните обврски. А бидејќи се уште има проблем и се уште нели проблемот е тука, јас еве му давам упатство да започне физикална терапија и да започне физикална да тече во одреден степен. Така, не е доцна и сега да се преземе Не, нешто. секако не е Ако доцна, храбрувачка значи- порака никоја даваме до нив, би било не е до годините, туку до упорноста и до правилната физикална терапија. Видете, секој проблем што го имате, вие мора да почне да го решавате. Вие имате проблеми пред 10 години ако ви се јавила спондилоза, па вие се уште ја лекувате. Значи затоа велам, проблемот кој што го имате, само треба да го најдете соодветното решение, да го третирате и да го лекувате. Другото останува све нели индивидуално помеѓу пациентот и помеѓу физиотерапевтот. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро. Поздрав до емисијата и прашање до докторот. Ви Јас благодариме. имам со долги години вратна спондилоза и сега од таа вратна спондилоза имам големи вртоглавици и болки во рамењата. И надолу лумбалната кичма ми се кочат нозете и немам рамнотежа ако ќе одам, ми се врти во глава. Например, на физикална терапија одам секоја година по 2 пати, џабе ништо не ми е помогнато. Не знам што да преземам понатака, значи ова само да седам дома, по пат да одам, не можам, немам стабилност, равнотежа, значи од вратот лумбалната кичма. И болките во рамењата ми се во двете раце. Ми слегват од вратот. Ви благодариме за јавувањето и ве веднаш ќе чуете. Ајде вака да бидам конкретен и директен кон гледачката. Физикална терапија најчесто што имплементираме во државните институции или во државните клиники е физикална терапија со електротерапија. Овде кај пациентката во случајот потребна е масажа да се прави на вратната кичма. И јас би ја советувал гледачката да си се консултира со одреден физиотерапевт и да си започнат одредена сесија на одредени третмани, 10 до 12 дена, физикални процедури кои што со масажа ќе и помогнат на пациентката пред се да го вертикализираат убаво вратот и да ја подобрат вратната мускулатура со движење на масажа. Бидејќи ова се симптоми кои што навистина ви го отежнуваат секојдневието, така? Апсолутно отежна движење, отежна флексија, екстензија на вратната мускулатура и секако тие се тегоби кои што прават за секојдневно оптеретување на вратот. Така. Кога станува збор за повредите на рбетот, кои се најчестите? Најчестите повреди на рбетниот столб може да се случат, зборувам кај оние спортисти, во теретана, прво пред се. Кај повозрастните може исто така значи да се случат при пад, може да се случи да паднете. Вие може да паднете на колкот, но може да направите значи фрактура на пршленот на рбетниот столб, најчесто во ломбалната кичма. Може да има покнатица на рбетниот столб на пршленот или пак некоја повреда која што ќе се манифестира само со болка. Но за да бидеме конкретни во овој случај, исто така се овош кога ќе дојдат пациентите кога ќе ни го појават проблемот, бидејќи ние со голо око тоа не можеме да го видиме, па ги даваме упатствата нели да ни направат еден обичен рентген и на обичниот рентген ја гледаме фактичката состојба дали настанала покнатица на пршленот, дали имаме скршеница или пак е само набиеница од падот и појава на акутна состојба на болка. До која акутна состојба на болка
превенираме, ни е дозволено да дадеме одредена медикаментозна терапија која што пациентот 3 до 4 дена ќе пие, на пример, да речеме 2 пати по едно апче на 8 часа дуклодо или дорета, потоа ќе му дадеме магнезиум во комбинација, мирување, потоа при смирување на таа болка може да направи 1 до 2 масажи кои што ќе ја подобрат мускулатурата и кои што ќе ја опуштат болката во одредената регија, а доколку устанува збор за повреда, односно покнатица на прштен, пациентот треба да биде во мирување најмалку од 2 до 3 недели, а потоа да започне рана фаза на физикална терапија, која што ќе трае 10 до 12 дена. Иако е примената соодветната физикална терапија, успехот е неизбежен. Неизбежен, така? Апсолутно така. Ако во крајни случаи до 99%, секогаш гледаме на пациентот да му помогнеме и да му го решиме тој проблем што го има. Така. Една порака за крај до сите нас, како да ја одржуваме здрава и добра мускулатурата, така за да не служи телото онака како што треба и да го намалиме ризикот и од падови и скршеници. Така, морам да ги пофалам во последно време и младите и повозрастните дека навистина оврнуваат време кон вежбањето. Мене многу ми е мило кога ќе прочитам, кога ќе видам, кога ќе ми пишат здраво Илија, сакам да ми дадете одредени вежби кои што би сакала да ги изведувам во домашни услови или пак да ми препорачате дали може да одам во теретана. Јас навистина сум среќен кога ќе го прочитам тој, кога ќе му помогнем на тие пациенти, бидејќи навистина, како што кажав, најголемата инвестиција за себе е вежбањето. Вие во текот на денот или 2 до 3 пати во неделата кога ќе најдете по 1 час, кога ќе имплементирате вежбање, вие, освен што се чувствувате релаксирано и опуштено, вие го смирувате и најголемиот непријател во вашето тело. Стресот, секојдневно собран, што кажав на почетокот на емисијата, од обврските, од луѓето, од напнатоста, и морам да кажам дека со самото будење наутро, кога ќе зазвони нашиот аларм, почнува и нашиот стрес, но мораме некако во текот на денот, да го исфрлиме тој стрес од нас. Како поинаку, ако не отидеме на една добра масажа да направиме еднаш до 2 пати месечно, од 30 до 60 на минути, да го опуштиме, да го релаксираме телото, да ги смириме невроните во нашиот нервен систем и секако преку 2 до 3 пати во текот на неделата да најдеме време да вежбаме. Совет до гледачите, вежбањето е основна цел во секојдневното функционирање во модерниот начин на живење. Без оглед на годините и без оглед на возраста, така прилагодено секому според можностите. Видете, годините се само бројка, вие сте тие кои што ќе го креирате денот, како ќе ви се реализира. Ако одлучите денеска да вежбате, ќе вежбате. Ако одлучите денеска да овкате цел ден дека имате проблеми, дека имате болка, вие може цел ден да овкате и да сигнализирате болка. Затоа велам, навремено вежбање, навремено почитување протоколи од доктор, од физиотерапевт, се ова ќе бидат добредојдени да ни помогнат во превенцијата на сопственото здравје. Благодарам за гостувањето. Благодарам и добро. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.